Господине, знаеш што од се тоа што ме поменавте неколку пати? Што од се тоа? Што ви кажете ми само? Што вие може ли методологијата да се насети во Загреб или не? Ќе биде или не закон за Загреб? Што ви кажете? Добре, еве, прво да разграничиме на што работи Европската унија. Европската унија работи на новата методологија, која што треба некаде во февруари да биде усвоена од сите, односно прифатена од сите земји членки, за да можат некаде, не знам, во февруари да одлучуваат Европскиот совет за мултиануал баџет, како важно чувствително прашање после Брекзитот, а во март секако ќе имаат и Европски совет, секако се подготвуваат и за Европскиот совет во мај во Загреб, за да ги донесат во континуитет важните одлуки за Западен Балкан, развива дори и стратегија за економска сериозна поддршка на Западниот Балкан, со конкретни фондови, со конкретни пари. Сето тоа треба да биде дополнителна мотивација за нашите граѓани да одработиме до крај. Она која што представува наша агенда, која што е агенда на земјите членки, земјите кандидати, Албанија си има своја агенда и своја задача и работа на која што работи. Ние убаво е да дадеме аргументи, заради тоа што за нас немаше забелешки. Ние имавме 100% потврденост на нашите реформи. Сите лидери тоа го потврдија, но убаво би било да дадеме дополнителни аргументи и тука се разговара за законот за јавното обвинителство. А ако би можел да биде дополнителна помош, вау, би било супер за тие што одлучуваат таму. Така се разговара и така се разгледа. Тоа не е услов, но би било од голема помош. Во тој дел јас му објаснив каде сме дојдени, дека се одржа веќе вчера првата средба, закажани се и планирани се јавната дискусија и јавната расправа по законот веднаш првите денови од следната недела, дека имаме очекувања, дека може да се најде решение, дека ќе направиме се како владеачко мнозинство со помош на пратениците сите и опозицијата, и од албанските политички партии, од независната пратеничка група, но и од ВМРО-ДПМН како најголема опозициона партија, да изнајдеме решение за ова законско решение, за кое што дефинитивно не треба да ги помине или прекрши црвените линии на Европската унија, односно на европската легислатива, која што ја адаптираме токму во Република Северна Македонија. Јас верувам дека постои шанса. Вчера видов една порака на сериозна вклученост на сите. Некој излегува на пресконференција, еве, независната пратеничка група излегува и со соопштение, кое што тоа го соопштија. Целото беа присутни таму, дојде албанските политички партии кои што беа позитивни. Жалам што ВМРО-ДПМН напушти заради неприсуство наводно на јавниот обвинител, кој што нема што да бара на партиско политички средби според мене. На јавната расправа нека го повикат, верувам човекот ќе дојде или било кој друг експерт ако повикат да дојде. Така да се надам дека не се работи за пролонгирање, купување време и слично од ВМРО-ДПМН, заради тоа што нема да го дозволиме. Следната недела е недела на решенија. Очекувам владата, како што побараа дел од пратениците, да го пушти законот, да влезе во собрание и тоа во вторник да го, како ќе имат седница, да го усвојат, да го пуштат во собрание и конечно да се изјасниме во собранието. Па ќе видиме. Има 80, нема 80, консензус дај Боже има, нема или слично. Да, има значи дека сте убедени дека ќе се донесе законот за јавно обвинителство и без пратениците од ВМРО-ДПМН. Значи дека ги имате тие 80, кога велите нема да дозволиме тоа. Нема да дозволиме да има пролонгирање и купување време. Ќе се гласа законот до 11. Дали ќе има двотретини или не, ќе видиме на крајот на ден. Мислам, должни сме према државата. Не, должни сме према државата да го ставиме на изјаснување. До тогаш да направиме се, дај Боже 80, да има и повеќе. Би бил најсреќен ако има консензус. Силна порака е за имплементацијата. Но работиме и верувам дека можеме успешно да стигнеме со неопходното двотретинско мнозинство за овој закон. Така да никој не може да каже ништо. Ние сме само со позитивно очекување. Зошто сум позитивен јас? Значи, ако некој сака да најде мана, ќе најде мана. Нема потреба, нема веќе тоа е завршено, нема потреба да се барат трачки во самиот закон, заради тоа што ги нема. Се што на некој му смета, а во духот на европската агенда немаме проблем ние тоа да го прифатиме, така да верувам дека може да се постигне решение. Се инсистира само што едно прашање, Мицковски инсистира значи да се прифатат нивните забелешки. Без прифаќање на тие забелешки нема да дадат. Ги кажа ли барем кој се? Ги кажа забелешките, да, за изборот на државниот јавен обвинител да биде на предлог на опозицијата барањи и околу судбината на обвинителите од специјалното јавно обвинителство. Платите ќе ги Или сега и завршни Вчера си ја Конфузно е и не
Значи прво дали Европската унија ги прифаќа овие работи и дали се во духот на европската регулатива и дали е тоа прифатливо. Еве таму да очекуваме одредено изјаснување. Јас прифаќам да јавните обвинители имат право да конкурираат како сите, дека не мора да се гарантира на никој ништо, да имат право како сите обвинители, немам проблем. Администрацијата е навистина кредибилна, има свое практично искуство, може да конкурира под еднакви услови за сите. И тоа е нешто кое што Европската унија нема проблем и ние немаме проблем со таквите прашања. Со прашањата политичари да именуваат обвинители имаме проблем. Политичари да одлучуваат иднината на предметите имаме проблем. Треба да оставиме системот со системски решенија да се бират државен обвинител, обвинител за организиран криминал и другите обвинителства. Исто така предметите мора да бидат осигурани. Сегашни, минати, идни предмети мора да бидат осигурани. Самиот закон предвидува осигурување на предметите, односно тие се веќе во судска процедура, се знае како ќе продолжат самите предмети кои што се во предистрага и во истрага, но исто така треба да сметаме дека тоа треба да биде одлучувано секој пат независно. Не политичарите да седнат, па тајно тоа да го договорат, па зашушулено, замомулено, ајде ќе оскриеме. Не може. Се знае во државата. Така да ниту европската делегација ќе ни дозволи, ниту ние треба да дозволиме сите, ниту пак вие, новинарите, треба да дозволиме да имаме нечестно законско решение. Решението треба да биде кристално чисто, честно, што ќе гарантира дефинитивно владење на правото. Господин Зајдов, што едно прашање управо јас ќе течни Владелика објави нови информации дека наборно се учествувале во подкоп да изборни регуларности во изборите во 2014 година, зашто барем пишувањата велат дека посечуваат и мерки кои што обвинителството така тоа не било покренато обвинение. Тоа беше едно од алатките за атакување на опозиционерот Заев во таа 2014 година, кога дефинитивно не ги признавме изборите, кога се докажа целата манипулација на изборите од страна на ВМРО ДПМН, е една од најголемите причини зашто парламентот не може да се конституира, зашто бевме надвор, зашто отидовме на предвремени избори, зашто се случи прчинска влада и слично беше навистина корупцијата на изборите од ВМРО ДПМН. Ако имале било какви докази, верувајте 2014 година, со целата сила на ВМРО ДПМН Заев ќе го осудиле. Нешто ќе направиле, тие нема никакви докази, дури не отворија ниту обвинителен акт, заради тоа што немаш. Таму кај што се трудеа тоа да го представат пред јавноста, одеа до крај со обвинителни акти за подкуп, за сите тие други предмети кои што ги водеа против мене, како што беа исто така прислушувањето и слично. Овде нема ништо, беше една фама која што се создава, се со цел да се уцрне тогаш лидерот на опозицијата Заев, а никако не можеа ниту да заокружат било што, било каков наратив да поднесе дури обвинение.